Ако се иземе звукот на училишното звонче и присуството на првачињата во училишната зграда, се друго на почетокот на оваа училишна година е неизвестно. Наставата почна различно. Во Скопје едни училишта штрекуваа и децата не дојдоа на училиште. Во некои други училишта се примаа само првачињата, без да се им се организира настава, а во дел од училиштата се одржуваше редовна настава. Нада Молерович е директорка во основното училиште Гоце Делчев во Скопската општина Центар, каде што денеска имаше само прием на првачињата, за да се запознаат со училишната зграда. Сепак, стварно, наставничката професија е крајно деградирана, што од општеството, што од родителите, од јавноста, па и од децата на крајот на криштата. Навистина треба да има поголеми плати. Меѓутоа, сметам дека буквално на првиот училишен ден, ние пораката која праќаме и до децата како професионалци, не би требало тоа да го дозволиме. Мислам, јас не се согласувам со таков тип на изразување на незадоволство, да не се оди на првиот училишен ден, имајќи во предиот јас секогаш водам сметка за емоциите на децата. Како и да е, школската година почна онака како што заврши во јуни, со незадоволство од ниските плати во образованието, кој е долгогодишен проблем, и задоволството на Министерството за образование и наука дека е силно ангажирано да го подобри статусот на наставниците. Од Министерството наведуваат дека од август лани до овој септември платите на наставниците се зголемени за повеќе од 10%. Во очи на првиот училишен ден и родителите кои денеска дојдоа со своите деца, барањето за повисоки плати го нарека оправдано, но беа незадоволни што на првиот училишен ден децата нема да имаат настава како што е таа традиција со години наназад. Овој ден со години он таа е припремена, ќе одам во школа, и мене ми е жал што таа не го доживеа тој ден како нејната мајка исто во школа заврши. Но од друга страна синдикатот реагира дека се ниски примањата на просветните работници. Тоа е работници. тачно и ние сме свесни, они не од денес, они многу одамна тоа го барат. Државата требаше да се потруди да ги награди, го ти заслужуваат. Што се моите деца успешни точно од овие професори. Неуспешната синдикална борба на просветните работници трае со години без видливи резултати по прашањето на платите и нивниот статус. Иако во некои училишта имаше настава, а во други се штрекуваше, според председателот на Синдикатот за образование и наука Јаким Неделков, тие денеска успеале во битката. Ние што сврти вниманието кон Министерството за образование за проблемите што ги имаме ние во делот на образованието. Затоа оставете простор на социјалниот диалог за отприлike еден месец, ќе се знае поточно кои ќе бидат следните чекори што ќе преземе. Проблемите во образованието се наталожени. Од синдикатот посочуваат дека има и други прашања кои тековно треба да се решаваат, како што се педагошката евиденција и администрацијата, наставните програми и планови, како и законските решенија за основното образование и за средно образование. Но како и да е, просветните работници успеа да им приредат и убави доживување на првачињата на првиот училишен ден. Во некои училишта тие имаа можност за прва заедничка средба пред училишната зграда, како и да се сликаат со бистата на македонскиот револуционер и учител Гоце Делчев во училиштето кое го носи неговото име. Дел од нив пак се заминаа со неизвестноти и прашања дали натаму ова училишна година пак ќе се соочат со затворени врати, доколку синдикатот и владата не се договорат во рок од еден месец. Министерот за образование и наука Арбер Адеми од своја страна денеска изјави дека не знае во колку училишта се штрајкува, но оти во добар дел новата учебна година почнала нормално и како што рече нема причина за штрајк, бидејќи владата работи на подобрување на статусот на наставниците.